Добре дојде во студио за Јагода Шахпаска, кандидат за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз за општина Берово. Која е Јагода Шахпаска, со што се занимава во животот? Јас сум лекар, специјалист во интерна медицина, работена во здравствен дом Пехчево. 24 години живеам во Малешевијата, инаку моето потекло е од 5-та изборна единица, поточно од Битола. Луѓето ве знаат како еден од постарите членови на СДСМ и член кој бил активно вклучен во сите изборни циклуси во изминатите години. Да. Значи, секогаш левата опција била мојот избор во политиката. Меѓутоа, активно членувам и работам во Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Берово од 1999 година. Значи, полни 15 години. Како член на председателство, сегашен извршен одбор, како член и координатор на советничката група на СДСМ при Советот на општина Берово, а сега како кандидат за пратеник на СДСМ. Што за вас значи високото трето место на кандидатската листа на Социјалдемократскиот сојуз? Прво, би било нескромно ако не признам дека представува задоволство и среќа, како и за секој човек кој се занимава со политика. Меѓутоа, од друга страна представува и обврска. Ова трето место ме обврзува дека треба до максимум да ги вложам своите капацитети и да го мотивирам членството и симпатизерите на СДСМ за што повеќе гласови на нашето конто. Од друга страна, ова трето место не е моја заслуга. Тоа е заслуга на сите членови и активисти на сето она што беше одработено во изминатиот период од Општинската организација на СДСМ. Ние редовно добивавме високи, добри, голем број на гласови на претходните избори и ова представува награда за сето што сме го одработиле порано. И како би го квалификувале владењето на ВМРО-ДПМН во претходниот 4-годишен мандат? Тоа е 8-годишен мандат. Да, тоа сакав да ве поправам, значи се работи за 8 години владење. Јас би рекла со еден збор диктатура. Наметнување на волјата на еден човек со неговите најблиски послушници. Значи, ние станавме заложници на политиката на Груевски. Тој управува со се во државата, па и со нашите животи. Затоа сакаме да го промениме ова. Како оценувате владењето на актуелната локална власт, бидејќи сте тоа си советник од Социјалдемократскиот сојуз на Берово? Значи, јас бев советник во Советот на општина Берово до пред една година, полни 4 години. Како политичко искуство научив многу. Ние го имавме мнозинството од Советот. Меѓутоа, апсолутната власт во управување на општината сепак има градоначалникот. Преку вработувањето на партиски војници во предпријатијата, во фирмите кои што се во негова ингеренција, пред се јавното предпријатие ЕПК услуга Берово, преку управувањето со избирање на раководен кадар во сите институции во општината, мислам пред се на образованието, и едноставно наметнување на сопствената волја и притисок врз останатите неистомисленици со него. Не знам за кои резултати се фали, не знам со кои успеси се фали, кога дел од проектите беа добиени во времето на СДСМ. Дел од парите што беа добиени за локални проекти ги изработија вработени во општинската администрација за време на СДСМ. Тој само ги реализира и ги потроши парите кои што пристигаа, а кои некој претходно ги добил. Така да не можам да се согласам до крај за се она што се фали дека се е тоа негова заслуга. Сватив дека локалната власт не е локална власт свртена према граѓаните во вистинска смисла на зборот. Граѓаните ги доживува само како гласачко тело и им се додворува за време на избори. Каква е вашата визија за Берово и што се основните постулати на изборната програма на СДСМ? Мојата визија за Берово е навистина Берово да го направиме едно пристојно место за живење, меѓутоа и најатрактивна туристичка дестинација во државата. Берово ги има сите предуслови да стане ова зашто јас размислувам. Постулатите во програмата на СДСМ, промени за подоба, за нов почеток, токму ќе придонесат за да се средат тие работи. На кој начин? Сакаме да направиме промени не само во ова што кажав за развој на туризмот во Малешевијата, туку за подобрување на економијата, преку отворање на мали и средни предпријатија, затоа што во нашата програма се предвидени субвенционирање во облик на ослободување од данок на сите фирми кои што започнуваат бизнис во рурални средини како што е Берово во првите 3 години од своето постоење. Нудиме многу реформи од сите области на општествениот живот, во социјалната сфера, пензионирањето,
нудиме промени во здравството, образовниот систем. Тоа е една програма која не е на толку голем број страници како што е провереното на ДПМН, меѓутоа тоа се конкретни проекти, остварливи. Во центарот на нашата програма е враќање на средната класа, слободата и инвестиција во иднината. Какви се вашите размислувања во поглед на перспективата на младите во државата и општината, бидејќи во Берово како општина најголем е одливот на младите кадри? Значи, ако гледам како професионалец, како лекар, чија специјалност најголем број на пациенти се од возрастната популација, јас сум привилегирана во однос на колегите од големите градови. Меѓутоа не треба така да се гледа. Берово стана град на старци. Ние сакаме тоа да го промениме. Младите луѓе овде немаат перспектива во ниту една сфера на своето живење. Ниту во образовна, ниту во спортска, ниту во областа на вработувањето. Сакаме да оголесниме вработувањето на младите луѓе со субвенционирање на предпријатија кои што ќе вработуваат млади до 29 години. Ќе овозможиме младите луѓе кои што чекаат во агенцијата за вработување до 4 години да имаат предност за вработување во однос на останатите лица што бараат работа. Понатаму, во завршната година на средните училишта, второто полугодие, ќе овозможиме да младите сеоспособуваат за занаети и професии за кои има потреба стопанството, затоа што ќе се согласите, не сите млади луѓе стануваат академски граѓани. Многу од нив сакаат да се занимаваат со некоја дејност после завршување на средното образование. Како го оценувате здравството за 2013, бидејќи вашиот противкандидат се фали дека он со неговиот глас многу проекти добил, како што се проектите електронска здравствена картичка, слободен термин, како го оценувате вие тоа? Само како уште еден начин на добивање на пари во државната каса на владата на ДПМН. Електронската картичка првично беше замислена дека ќе биде бесплатна, а сега ја наплатуваат и на најсиромашните слоеви од граѓаните. Значи 250 денари чини електронската картичка. Тоа можеби не е некој износ за еден просечен човек кој што има просечна плата, меѓутоа за примателите на социјална помош тоа иде како голем издаток. Значи тоа е прво многу голема лага. Второ, што во ситуација кога ќе изгубите, повторно ќе треба да ја платите. Прво 50% е плаќање ако се изгуби електронската картичка. Се фала дека достигнала до сите граѓани. Овој проект кој што требаше да биде завршен многу порано, пред 2 години. Меѓутоа се уште има некаде околу 800.000 граѓани, ако не се лажам, кои што не добиле електронска картичка. Друго, проектите што ги воведува, закажување преку мој термин, мислам дека направија хаос во здравството. Многу е тешко да се дојде на ред во една провинцијска амбуланта како што е мојата специјалистичка ординација, каде што пациентите чекаат до 4 дена. Не можете вие да градите здравство по терк на големите градови. Треба да сфатат дека ние живееме во мало рурално подрачје, каде што има луѓе кои што се занимаваат со земјоделие. Вие еден земјоделец да го извадите од нивата или еден сточар да го остави стадото, да дојде во амбуланта кај матичен лекар, па да закаже по 4 дена кај интернист, па да дојде другиот ден на лабораторија, па после со резултатите да се врати повторно, кажете ми кој земјоделец може да остави 4 дена својата работа за време на сезоната. Од друга страна, здравството стана привилегија на богатите. Сите квалитетни кадри се одлеа во приватните клиники, а нив можат да си ги приуштат само еден грст на богати луѓе од тајфата на Груевски. Како гледате на политичкиот ангажман на жена како политичар и еден пратеник? Многумина ме прашува зашто како жена решив да влезам во подрачјето во кое доминираат мажите. Никогаш себе си не сум се чувствувала како помалку вредна со тоа што сум жена. Сметам дека ова представува предност, затоа што жените умеат да ги организираат работите многу подобро од мажите. Се чувствувам почестена, меѓутоа и како многу поголема обврска да го докажам ова што ми го овозможија моите сопартици. Која е вашата порака до кандидатите од конкурентските листи? Сакам да водиме вистинска политичка борба со аргументи и со факти. Престанете со притисоци. Престанете со подмитување. Престанете да делите евра, еднократна парична помош и социјална помош пред избори. Доста го газите достоинството на обичните граѓани од маргините на нашето општество. Дозволете им на ромите, на земјоделците, на сиромашните, на луѓето од селските подрачја сами да одлучат за кого ќе го дадат својот глас. Ова мора да заврши. Што ќе се случи доколку двајца кандидати влезат во парламент? Дали ќе соработувате за доброто на Берово? Никогаш работите не ги гледав еднострано.
партиските интереси не можат да бидат над интересите на луѓето, на гласачите, кои ќе го дадат гласот за мене. Јас сакам да соработувам со секој што сака да им помага на луѓето. Имено и мојата професија е хумана. Меѓутоа, како политичар, имате многу поголема обврска. Треба да го оправдате гласот и на најмалиот и на најоддалечениот граѓанин што ве заокружи. И како веб портал Малеш.нет ви благодариме за одвоеното време и ви препорачуваме да имате успех на изборите. Ви благодарам.